Општина Штип продолжува со инфраструктурните зафати во градот. Денес започна асфалтирањето на улица Лески во населба Баби и дел од улиците во приградската населба Чардаклија. За овие 3 месеца општина Штип реализираше над 20 инфраструктурни проекти. Улицата ја прави фирмата Стојменов од Кочани. Вредноста е 2,4 милиони денари или некаде околу 40.000 евра. Денес утре треба да ја завршите. Мислам дека тоа беше една од најоштетените улици во нашиот град. Ова наслаба не имаме уште неколку проекти. Треба да продолжиме ова улица до салата Јордан Бијалков, со тоа што трите влеза према наслаба Баби ќе бидат целосно завршени. Од постоењето на населбата, конечно и таму да се асфалтираат улиците, истовремено се чистат и каналските мрежи. Вредноста за асфалтирање на улиците изнесува 6 милиони денари. Жителите велат дека после 30 години овие улици ќе добијат асфалт. Ово е правено за време Тито кој бе жив. Од тога навека ништо не е чешнато на оваа улица. Сега го прават севте. Редно е, беше пропаднала улица, мора се оправи нешто. Сепак асфалтирањето не запира овде. Да кажам дека денове ќе почнеме со асфалтирање на Долна железничка. Значи припните работи се комплетно завршени. Таму исто така инвестицијата е некаде околу 4 милиони денари. Тоа се комплетно пари од општината обезбедени. Денове ќе почнеме со асфалтирање на делот од влезот кај 3 чешми од кампус 4 значи до кружниот тек. Значи тоа се 4 улици кои ќе бидат асфалтирани значи оваа недела. Идната недела продолжуваме со асфалтирање. Ќе биде асфалтирана дел од Пиринска, која е од Денџелска од кај пожарната, значи до улицата Пиринска. Потоа ќе се асфалтира патот до новото фудбалско игралиште во населбата Блок 2000, каде треба да ги направиме потоа и собликувалните, а тендерски постапки ни течат за Вардарска, за Горна Балканска и до еврејските гробишта. Мислиме дека со ова ја закружуваме ова наша инвестициона активност. Инвестицијата е некаде над милион евра. Парите се обезбедени комплетно од буџетот, се што е досега завршено, се е и платено. Инаку општината очекува поддршка и за други проекти. Да истакнам дека преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието имаме 4 проекти аплицирано, очекуваме да добиеме позитивно мислење, да ги добиеме тие проекти, а тоа е патот до Сувограло, потоа патот до гробиштата и црквата во село Долани, улиците во село Врсаково и патот од Врсаково до Долно Трогрици. А ако обезбедиме средства, Советот на општина Штип донесе и други одлуки, односно да се асфалтираат сите они улици по барање на урбани заедници, ако општината обезбеди пари. До сега во делот на инфраструктурата во Штип не се градело толку и онаму каде градежните работи се во тек, како на пример на улицата Питу Гули и во местноста Дузлачки Рид, жителите треба да бидат трпеливи, бидејќи ќе има мал застој, истакна градоначалникот Захариев.